Да видиме како јас би направил еден color grade на едно видео, се разбира, затоа нема ни биде потребни овие. Па да еве имаме неколку клипчиња, тука од најлесното до најтешкото, најсложеното што би било кога би color gradале. А зошто викам најсложено и неедноставно? Прво што треба да направиме корекција. Би направил 4 notes од старт. Првата корекција ми е да трансформираме од гамотот кој што сум го снимал ова видео, снимено е во целок 3, вие може да снимате во друг, до Rec 709 и тој изгледа токму вака. Одма гледате ка видеото веќе е скоро готово, може да се користи така, но мене ми требаат white balance, имаме на manual снимано, но мене ми требаат уште малце корекции, единствен ефект што би потребил на крај како за почеток, како за крај, е халација, што ќе најдеме во Resolve тука, да видиме threshold, треба изолирање, само на најсветлите точки во сликата се употребува таа, че има еден secondary glow можам да додам. Еве прво ќе додам јас максимално, најубаво така да видиме што се случува, драстична разлика, па враќаме додека е во некој окей, односно разумна целина. Да видиме пред и потоа до тука, сликата е супер. На вакви сцени кои што ви се прекрасни, речем од камера, убаво експозирани, нема да имате никаков проблем со тоа да ја color gradate, значи од камера изгледаат перфектно сликите. На тројка би употребил некој лут пример, околку сакам да бидам на визуелен. Пред тоа минимално сакам на highlights да поработам, ќе направим ваков roll-off на curve стабот, soft clip е тоа. На Scopes гледаме да не преминува 896, тука мисламе некој sweet spot. Исто така и за сенките, најтемните, значи не треба да излегуваат од ова. Гледаме оваа слика е малку дебалансирана, имаме отпоќе зелена, што би ја намалил малку зелената. И тоа ќе изгледа токму вака, да не биде толку јака, значи ова е еден балансинг. И кога ќе бидам задоволен, еве тука сум задоволен со мојата сцена, значи е доволно светла, малце би ги кренал сенките и тоа е тоа. Не додавам многу сатурација, зошто? Бидејќи подобро ми е да додадам контраст, отколку да додадам екстра бој на сликата. Еве пример, додадам сатурација и не изгледа веќе реално како во сам живот. Најубаво ми е само да додам малце контраст и ќе добијам посатурирани бои и тоа ќе биде тоа. Лимит на сенките се разбира да не излегува ништо од нулата, испод нулата. Во случајов нема никаква потреба за контраст, сликата е супер. Само до тука би ја color gradal. И на третиот ноут би го додал лутот, односно боите, да изгледа некако, не мора тоа да биде лут, може се разбира самите да направите. На брзина, доколку сакате, имаме многу лутови кои што може да ги променат боите. Но бидејќи јас не сакам сега да направам на брзина, како тоа можеме да речеме немате лут, како да генерирате некои бои на овој трет ноут, ваш лут да направите во реално време. Тоа многу едноставно може да се постигне користејќи го Color Wheel стабот. Имаме референца, пример ќе одиме во овој случај Orange и Teal или Teal и Orange, но нема да ги користиме обичните Color Wheels на Primaries, туку ќе ги користиме Lock Wheels, делот каде што работиме поизолирано. И на Highlights еве даваме некој Teal боја, на Shadows ќе додадеме Orange и ете гледаме дека добивме еден Teal и Orange look, без при тоа да користиме никаков лут. Малце на Midtones ќе додадеме и тоа е тоа, значи ќе шифтоваме боите малце повеќе него што треба. Ќе додадам, еве ќе ја затемниме малце, бидејќи ми е светла, и ќе додадам на овај главниот, ќе крениме на лифт и на gain ќе намалиме малце да добиеме инверзен контраст. И ќе додадам тука, веќе би додал малце сатурација. Зошто? На температурата сакам малце да е поладна сликата. Зошто го правам ова? Значи сега одиме. Океј, тоа може би беше премногу.
и гледаме дека сега имаме бои кои што веќе не се реални на некој начин нечина така се пресилни и сега ќе го изблендаме тоа во Key, враќаме и околу некои 40%, така добивам значи на мојот лук 40-50% не мора повеќе, еве тука, така го забележувам, наолку малце има веќе визибилна разлика и би го искористил тука доколку сакам да направам некои креативни уметнички бои. Гледаме значи која е разликата без лутот и со лутот, кој што го направивме има разлика. Тоа викам доколку немаме лут кој што може да го употребиме, крајниот ефект го имаме и вака изгледа пред, а вака изгледа потоа сликата. Да видиме сега, имаме некој клип кој што од камера е премногу изгорен, значи не може, еве, со истиот color grade кога ќе го пресликуваме, гледаме дека одма не функционира тоа. Особено тука, во овој случај ќе мора да употребиме некој лут. Зошто е тоа така, ќе видиме сега, бидејќи овој лут автоматски и затемнува во овој случај. Имаме многу проблеми, особено само по себе ја носи ова слика поради тоа што е overexposed. Значи имаме и губење на самите бои. Гледам исто пак зелената боја пресилна ќе намалиме. Сега штом ни overexposed пред ова со Shift S ќе направиме еден note и тука ќе ги враќам highlightsот, а ќе ги буштаме сенките малце, значи boost на low end. Ќе направиме некоја варијанта која што не е контрастна. Ќе ги користиме lock wheels, бидејќи е специфичен случај овде, значи бараме детали да заштедиме, ќе бидеме многу внимателни на gain во primaries и бидејќи ова е слика која што се мрда, можам да направам да искористиме, еве пример, од халација, значи да имаме glow, да биде вака, но тука веќе можам да додадам маска. Сега дали ќе ја редиме пред или после корекцијата, што доколку снимате во Rexel 09 вие нема да имате корекција, тоа зависи од вашата сцена сепак која што ќе ја работите. Конкретно во овој случај јас мислам дека би ја ставил пред самата трансформација на боите на color space-от, се со цел да задржам нешто повеќе детали. Ќе направиме една маска како gradient, се со цел овај левиот дел да изгледа вака, тоа изгледа вака и сега ќе ја затемниме во левиот дел. Значи, колку да, идејата е гледачот да не гледа во тој изгорен дел, туку да гледа во делото на ние каде што го насочуваме. Факт е дека не може да биде перфектно, на што гледаме на вектор скопот е overblown, изгубеното не се враќа, но барем ќе направиме да изгледа попријатно за очи, значи нема ништо да блешти повеќе од нашиот subject. Но оваа слика и фали сатурација, поради тоа што е blown малце overexposed, а кога е, значи се губат и боите на overexposed, но еве може да подвратиме нешто, да додадеме боја онаму каде што нема боја од нашата. Значи од тоа што го имавме до тоа што го вратиме, сепак е нешто да се користи. Може и да се употреби некој екстремен glow, пример во secondary glow, еве да речеме, еве вака, и тоа кога би изгледало како имагинарно нешто, таков лук, еве пример кога би оделе со некој имагинарен, да речам, лук, изглед, како Lord of the Rings, како нешто така, може да се спаси со некој ваков уметнички ефект, но не може да изгледа перфектно, нешто од камера не е перфектно осветлено. Понатаму исто имаме еден кадар кој што е супер од камера. Само една обична корекција и тоа е тоа. А доколку снимате во Rexel 09, вие веќе ова ќе го гледате. Пред тоа би додал еден, значи, note, би променил white balance, да имаме балансирани scopes, гледам има премногу сино, помалце зелено и црвено и ќе ги балансираме тие. Бидејќи е снимано во попладневни часови, кадарот треба да биде пожолт и тоа е вака балансиран. Тука ќе прикажам како е висто во 4 нода. Прво гледаме дека овој кадар ми е overexposed, така што ќе го вратиме пред трансформацијата.
токму така. Е потребно сатурација, бидејќи беше overexposed, немаше бои онаму каде што треба да има, па ние ќе ги додадеме. Ќе додадеме уште 2 нода. И што би направил тука? Би направил една маска, се разбира, која што ќе биде radial, вака кружна. И сакаме да дадеме, значи, контраст на самата слика, односно акцент на тоа каде да гледа нашиот гледач. Значи, ние го насочуваме гледачот каде неговите очи додат. Инверзна маска е ова. И се што треба да спуштиме на офсет, односно да затемниме кадарот, додека не добиеме некој ваков ефект на винетинг. Значи, гледаме со и без маската, одма има една јасна разлика е тоа. И не концентрира самата маска каде да гледаме, што може уште посилна да биде, но јас ќе оставам тука. И се видовте кога боите се додаваат сами каде што ги спуштивме светлината. Бидејќи сликата беше overexposed, ќе искористам glow за да се изедначи, тоа убав да имаме roll-off. Еве да видиме на кој дел сакаме да имаме glow. Одиме final result, еве тоа. Ќе намалиме gain за да не е тоа екстремно нешто. Ворете до тука, минијатурен glow, еве разликата. Како за крај би додал еден soft clipper нова, значи се да биде онака изблендано како со четка што велам јас, да биде се средено. И тоа е тоа из овој кадар. Значи не секогаш ви е потребно да имате, не знам, премногу лутеви, не знам, премногу бој, нешто. Не секогаш е потребно да користите пресети, секоја слика треба да има боја, значи сама по себе различна боја. Секоја слика има уникатна боја. Не може сите слики да ја одат под еден пресет и се да е исто, бидејќи имаме разлика од осветлување. Ево, ова е пример контрасонце и ова е исто контрасонце. Ова пример не е исто што е снимано делумно подсенка пример и не е исто што ова што е снимано со сонцето кое што е од страна. И затоа пример, еве, можам да ви покажам. Значи, еве што изгледа, како би изгледало кога имаме слика и залепиме само еден лут врз неа. Еве, и сега, дали е поубаво вака или вака? Што изгледа попријатно, односно пореално? Пример може и на другов кадар. Сега, уметнички да, уметнички бој да, но што изгледа пореално, бидејќи кога снимаме документарно треба да одиме, да стремиме кон реалноста. Во 99% случаите снимаме документарно, односно реално, а не филмски. Што изгледа пореално, ајде? Тоест поубаво ова или ова? Значи, одма ја гледате разликата која е. Која е попријатна боја? Пример. Може и одма, еве, со еден лут може ова да го постигнете, но воопшто не е реално. Пример, зелената е променета, пример, сината е промената. Во одредени случаи тоа е во ред кога би било минимално, но никако не оставаме лут кој што ќе ги шифтова природните бои. Имаме одма разлика и затоа јас не практикувам да користам само лутеви. Како би употребил лут, кога веќе морам, ајде да речеме да искористам лут или така ми дава клиентот, ми е побарано, мора точно тој или јас сакам пример да искористам нешто да биде како филмски, се што ќе направам е ќе селектирам тој лут и ќе одам gain или opacity на тој layer и никако да не биде повеќе од 40% или 0,4 во овој случај, зашто бидејќи пак остануваат боите, значи реалните бои остануваат тука, но минимално ќе се постигне тој некој филмски, односно уметнички ефект, да речам, доколку сакате или мора да го употребите некој лут, употребете го со мерка. Никога, значи, не користете повеќе 40%, но ако е некој лесен лут, може и до 70%, но никако 100%. Блендајте го врз боите на вашата камера, односно вашиот color grade. Во овој случај може пример да употребиме маска. Како би изгледало тоа во 2 маски? Сега со првата маска ќе одиме, лицето ќе го осветлиме да не биде толку контрастно. Само ќе ги крениме offset, значи тука, сакаме да биде посветло. И еве да видиме разликата со и без маска. Сега бидејќи ова е слика која што се движи, ова маска може да ја тракираме. Многу едноставно е тоа во Resolve. Одиме во Tracker, Window и одиме Play, односно да тракираме нанапред.
автоматски имаме тракирање по лице, по точки, по што и да е, и маската ќе се движи во 3D дури. Ете како малите нешта прават големи разлики. Значи оваа маска, вака би било без маската, ова е со маската. Значи минимално, ама многу. Има разлика. Дури можам и нова маска да додадам уште една, како што реков, 2 маски. Инверзна маска, ќе ја затемнам околу, ќе направим еден винет за очите да ги насочиме на гледачот да одат токму онаму каде што ние сакаме како едитор, како color grader, а не каде што тој сака, пример. Еве додавам еден нот тука, ќе направам една крузна маска. Ова може да биде поголема малце и не мора да ја тракираме многу, ќе ја направиме со softness, еве вака да биде по-мека, инверзна и ќе намалиме offset, значи гледаме дека се доби уште подраматичен некој изглед. Тоа се разбира доколку целиме кон таква една драматична сцена, но бидејќи мислам јас не е потребно во овој случај, можам и со тоа и без тоа, така што ќе одлучам јас, односно вие. Мислам дека тоа е тоа за како да правите брз color grade. Се разбира дека ова зависи најмногу од вашите сцени, од вашите снимки, како вашата камера снима, во кој формат, во кој кодек снимате и така натаму и така натаму. Со кој објектив снимате, дали снимате од рака, дали снимате од сталак, од трипод, од гимбал и така натаму и така натаму. Дали снимате 10 битно, 8 битно, лог, има милион работи има во ова наука, но најпрво треба да почнеме од основите. Јас мислам дека 10 битни снимки имам во моментов, Canon Log, тројка. Вашите камери ќе имаат поразлични, се разбира, и затоа секој лут не функционира на секоја снимка. Вие може да ги изедначувате, значи камерите, може да правите едноставни колорити. Еве од ова, доколку мислите ако имате премногу зелен, може да намалите и така натаму да балансирате онака како што вие сакате и да давате еден уметнички изглед, но најбитното во color grade е да почнете од основата, да бидеме најреални. Го доловуваме кадрот реално 1:1 како што бил таму првите 2 на удесетоа, тие понатаму се веќе нашиот уметнички изглед кој што го додава, значи нашето нешто, нашиот подпис врз самата снимка. Еве имаме пример предкорекција, доколку нашиот кадар е пресветол, претемен, правиме предкорекција и тука може и color балансот, а доколку вие не снимате во лог, значи го немате овој втор ноут, само првиот, само директно подесувате, правите, значи корекција. И еве гледаме доколку сме во лог. Која е разликата, еве? Најбитно е логот да го донесеме до Rexum 09, кој што е стандарден за сите медиуми, како социјални мрежи, YouTube, телевизија и така натаму, и видеото може да го потребиме само така. И може, се разбира, го дадеме и нашиот подпис, печат врз видеото, кој што е нашиот уметнички color grade, и сликата ја прави уметнички, како што ние сакаме или од нас како видеоедитор се бара. Најбрзо што можам да објаснам за color grade е токму ова, може да употребуваме уште, значи да учиме, да употребуваме уште 100 ефекти, може да правиме маски, да селектираме по бои, така натаму, но за почеток мислам дека не мора се да го искористиме во нашиот кадар. Некојаш и што помалку тоа подобро, имаме премногу работи за експериментирање и учење, нема потреба се да знаеме, но од некаде мора да почнеме, нели? И ако започнуваме, јас би започнал токму од тука. Да не користиме, значи, само еден лут од озгора на целото и да речеме крај завршуваме. Пример, еве овде можам реверт да ја направам на оваа снимка и еве како би изгледало само од еден лут, доколку му залепам. Само да видам каде ми беа, еве ги пример, тој ќе изгледа вака. Како би изгледало, дали би го потребил јас? Не. Дали е тоа, не е тоа. Пример, или еве од Canon да речеме пример. Значи не изгледа најубаво. А ова се само корекциони лутови, да. Тоа беше за оваа епизода, многу различни ноутс. Ќе ви кажам, се надевам дека ќе останете да ме следите мене.